Повеќе од 150 врвни математичари од светот неодамна подпишаа декларација со која предупредуваат дека способностите на вештачката интелигенција не смеат да се преценуваат и дека политиката, науката и јавноста не смеат да носат заклучоци водени од маркетинг, туку од факти. Но во исто време светот беше сведок и на историска вест. Модел на вештачка интелигенција успеа да предложи решение за математички проблем стар речиси 80 години, кое потоа беше проверено и потврдено од математичарите. Дали навистина сме на почеток на нова научна ера? Дали вештачката интелигенција станува интелектуален партнер на човекот или се уште е само исклучително моќна алатка? Каде завршува реалниот технолошки напредок, а каде почнуваат преголемите очекувања? И дали најголемата револуција што ни предстои нема да биде во тоа што AI ќе го замени човекот, туку во тоа што ќе го промени начинот на кој настануваат знаењето, науката и новите откритија? Да си кажеме, ново издание, добре дојдовте. Денеска со професорот од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Бојан Илиовски. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телно. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Поздрав до гледачите. Како што реков и во најавата, многу актуелна тема деновиве во светот, во глобални рамки. Едно предупредување во форма на декларација прерасна од 150 врвни математичари од светот кои предупредуваат, апелираат, алармираат дека способностите на вештачката интелигенција се преценуваат, дека вештачката интелигенција се уште треба да се зема со резерва, податоците што таа да ги дава да се проверуваат, да видат дали се екзактни, колку се точни, а истовремено пак OpenAI, она фирма што креира, што ни дава програми за користење на вештачката интелигенција, објави револуцијско, ако може така да кажам, откритие, односно решавање на еден децениски математички проблем, нешто што не можеле математичарите во 80 години да го решат. И сега сме на некоја линија на две контрадикторни информации. Што е точно? Дали вештачката интелигенција навистина решава математички проблеми или математичари имаат право кога велат стоп резерва? Па, како и во секој друг проблем, некако секој си влече на својата страна. Јас апсолутно се слагам со овие научници кои што велат дека не може да им веруваме во потполност на резултатите. Овие модели стануваат се подобри и подобри, меѓутоа самиот начин на кој што се изградени не може да ни даде некакво право да имаме потполна доверба во нив. Треба да ги користиме, треба да ни помагаат, но не можеме тие резултати да ги земеме, така кажано, здраво за готово. Од друга страна, како што кажавте, OpenAI се фалат на некој начин дека успеваат нивните модели да постигнат одредено ниво. Тие се компанија, тоа им е работа, развиваат модели и на еден начин ова е нашле начин како да го испромовираат својот продукт. И оваа борба ќе продолжи помеѓу едните и другите на предпазливост и на имаме нешто што работи совршено и треба да го користите. Но во суштина, дали станува збор за борба помеѓу науката и маркетингот, како што велите, од една страна стои компанија, меѓутоа таа компанија работи на научна база, таа е моментално креатор на најголемите алатки на вештачката интелигенција, што се достапни до најшироката јавност, или пак две различни перспективи на една иста технолошка револуција? Па, повеќе би рекол две различни перспективи. Во право сте кога велите во OpenAI сега се најголемите умови вработени таму и тие работат сериозно и има еден куп работи кои што уште не се излезени во јавност, меѓутоа таму се развиваат и овие модели ќе стануваат се подобри и подобри. Меѓутоа дел од ова е и маркетинг. Колку се навистина добри, резултатите што ги објавуваат во некоја мера се скриени и објавуваат можеби само резултати кои што им одговараат, така да оваа борба помеѓу едната и другата фела, не би рекол дека различна фела, и на едната и на другата страна имаме научници, меѓутоа резултатите би требало да ги земеме со одредена предпазливост и се она што читаме во медиуми, како и во било кои други вести, треба да ги земеме со мала резерва. Добро, ако ја тргнеме наку со математиката настрана, како многу екзактна наука, значи во математиката се мора да биде точно и проверено. Во математиката нема мислам, има знам, нели? Меѓутоа генерално кога станува збор за вештачката интелигенција, кога не станува збор за математиката, за другите сфери, секој денеска користи ChatGPT, нели? Колку може да и веруваме на вештачката интелигенција? Со колкава резерва? Колкав е процентот на резерва
кога нешто бараме податок на Google, го проверуваме сами. Кога бараме податок од ChatGPT, колкав е процентот на веродостојност на таа информација што дава? Тука многу зависи за што точно бараме информација. Ако е некоја општа информација, некој општо знаење, тогаш можеме да бидеме прилично сигурни дека одговорот што ќе го добиеме е веројатно точен. Меѓутоа, ако сакаме да одиме малце во длабина, во било која област, значи не е само математика, може да е информатика, може да е инженерство, економија, било што, ако ги потпрашаме малце повеќе во длабина, тогаш одговорите кои што ги добиваме треба да ги земеме со се поголема и поголема резерва. Така би рекол јас, да има некоја градација. За основни проблеми апсолутно можеме да се потпреме, меѓутоа колку сакаме да одиме подлабоко во самиот проблем, мислам дека моделите за некои специфични проблеми веќе малку по малку ќе почнат да затојуваат и може да добиете некои одговори кои што не се во потполност точни. Ајде малку околу она што беше најавено како револуционерно откритие на вештачката интелигенција, односно како нешто што не им успеало на математичарите 80 години да го решат проблемот на унгарскиот научник, математичар. Паул Ердеш, како се вика, во 1946 тој поставил некоја задача што навидум изгледала едноставна. Еве вие како стручен, нема да ви се мешам да должам, објаснете на гледачите за што станува збор и како сега тоа што не им успеа на вашите искусни колеги, на врвни математичари од цел свет, му успеа на OpenAI, односно на нивните системи со вештачка интелигенција, да го решат тој математички предизвик. Така, значи, прво во што се состои самиот предизвик, наједноставно ако имаме еден лист хартија и одреден број на точки, на кој начин можеме да ги распоредиме тие точки, така што најголем број на парови точки би биле на одредено растојание. И сега тоа е проблем кој што кажавте вие, кој што трае веќе одредено време. Не ли ова лесна геометриска задача? Или така изгледа? Навидум изгледа лесна. И сите овие проблеми кои што ги има Ердеш поставени изгледаат навидум лесни и се дефинирани во една-две реченици, меѓутоа во позадина стои сериозна математика. Значи, иако изгледаат навидум лесни, еве гледате што му толку долго време не успел никој да го реши, веројатно е нешто што е тешко. И така и се развиваат решенијата. Значи, прво е почнато со градење некакви мрежи, квадрати, триаголници за да ги најдат овие растојанија. Стигнати сме таму докај што сме стигнати. Е сега тоа што го има направено OpenAI е всушност имаат користено и нивниот модел, имаат користено малку поинаков пристап кој што не се базира толку на мрежи како што се сите останати обиди да се реши проблемот, него навлегува малце повеќе во теорија на броеви. Сега тука има едно но, тие го објавија трудот, на кој начин е стигнато, меѓутоа во трудот, покрај ChatGPT како моделот OpenAI, стои еден тим од математичари, помеѓу кои математичар кој што е добитник на Fields Medal и останати математичари кои што се all-star математичари, кои што се потпишуваат како на некој начин коавтори на овој труд. Значи ова е заеднички подвиг на вештачката интелигенција и математичари. Значи тука се поставува прашањето колку навистина помогнал OpenAI и колку некој обичен корисник со OpenAI би успел да го реши проблемот. Значи сепак ни треба точно. Сепак ни треба некој знаење. Или ајде вака да прашам, колку во тој процес на решавање на проблемот на Ердеш, на таа задача што ја поставил научникот, вештачката интелигенција размислувала, а колку користела препознавање на шаблони, на она што веќе било. Така. Па сега вака, самите размислува ли вештачката интелигенција? Па јас не ви рекол дека размислува. Во моментов овие модели, вака како што се поставени, тоа што го прави, наједноставно објаснето е предвидување на следен збор. Меѓутоа, кога се тие модели огромни и кога се истренирани на многу големи податоци, веќе почнува да препознава некакви патерни, да учи граматика, да добива некакво, да речеме така наречено знаење, дури до некоја мера може да носи и логички заклучоци. Меѓутоа, тоа размислување, тие логички заклучоци се на некој начин извадени од самото тренинг множество. Така да ако имало таму некој начин на размислување, тоа што ќе го направи, ќе го земе тоа размислување, ќе го искористи, можеби ќе искомбинира повеќе различни размислувања, меѓутоа на крај на денот се базира на нешто што веќе било таму и веќе видено. Ако интелигенцијата како термин земеме да ја дефинираме, нели се во насока на способност да се решава одреден проблем. Така. Од друга страна,
имаме вештачка интелигенција, значи самиот термин е тој. Станува збор за нешто што треба да има способност да решава проблеми. Дали вештачката интелигенција размислува? Затоа повторно прашувам, каде е границата помеѓу дали таа пресметува врз основа на база на податоци што се внесени од страна на луѓето во системот, или пак таа самата размислува и креира? Па, јас лично не би рекол дека самата размислува. Може има до одреден процент, многу е тука тешко и да се дефинира самиот проблем размислува и да се направи ова паралела. Моделите кога излегоа на почеток беа едноставно статистичко предвидување. Сега во последно време, како што ја осеќаат потребата и самите компании кои што играат овие модели, веќе влегуваме во некоја фаза на размислување. Отскоро е воведен и термин синџир на размислување, каде што моделот не одговара веднаш, него одговара тоа што му даја прво на памет, него пробува задачата да ја подели на подзадачи, да направи посебно размислување за тие задачи, па некако да ги групира, да го подели проблемот. Значи, можеби може да се каже дека постои некое размислување, меѓутоа во овој момент тоа размислување е многу различно од начинот на како ние го имаме сватено концептот на размислување и како размислува човекот. Добро, дали таа вештачка интелигенција, без разлика кој како си ја замислува кога ќе седне за тастатурата, нели комуницира со некаков робот, со некаков бот, кој од таму му дава податоци се што ќе побара корисникот. Има ли таа машина, можем да ја наречеме машина? Може, да. Компјутер? Да. Интуиција. Или интуицијата за секога што станува само човечка особина? Во моментов не би рекол дека има интуиција. Тоа е оставено на човекот. Исто така многу тешко се справува и со емоции, значи сите оние човечки особини во овој момент затајуваат кај машините. А ако понуди решение кое дотогаш ниту еден човек не го понудил за одреден проблем, дали тоа ќе може да се нарече креативност? Или како ќе се нарече? Можно ли е тоа да се случи? Можно е тоа да се случи, затоа што кажав, овие машини, овие модели се тренирани на големо количество на податоци. Многу е тешко за човек да запамти се. Значи практично сите овие модели за кои што разговараме, ChatGPT, Gemini, Claude, тие ги имаат во себе на некој начин вградено па малтене сите книги што постојат на светот, целиот интернет, така да можно е да направат некаква комбинација на знаења од различни места и да успеат да направат нешто што е креативно. Сега тука пак малку навлегуваме во филозофија што е креативност, дали е креативно ако искористи нешто што веќе некој друг го направил, ама по друга страна па и ние луѓето на некој начин така функционираме. Учиме од различни извори, пробуваме да искомбинираме работи и на тој начин стигаме до некоја креативност. Така еклектицизам, како се велеше тоа? Се собираат, нели? Ако научниците подпишани во тој труд сега, во решението на задачата на Ердеш, објаснуваат во колкав процент се потпреле на вештачката интелигенција, а колку е нивно или не? Мислам дека дали објаснето на методологијата како е стасано до решение? Методологијата е објаснета, но ниту еден момент не е објавен ниту разговорот, затоа што кога разговараме со оваа машина, ние поставуваме прашања, добиваме одговори, пак поставуваме прашања. Значи тој тек како одел и колку знаење тие му дали, колку го воделе, тоа не е објавено. Иако математиката се смета за базата на се и за најстрог тест за интелигенција, нели? Меѓутоа велите дека и сега ChatGPT, односно OpenAI, односно вештачката интелигенција може да се користи во сите науки, во разни сфери, не само во математиката. Дали овој успех со решавање на задача која не била решена 80 години е предзнак дека наскоро може да очекуваме некои спектакуларни откритија или како да ги наречам од вештачката интелигенција и во другите науки, биологија, хемија, медицина? Така. Па не би рекол спектакуларни, меѓутоа може да се очекува. Пак ќе кажам, да се навратиме на правењето грешки. Имавме ние пред година-две исто вака во математика спектакуларни откритија, решавање на задачи од модели, па после испадна кога пробаа математичарите да ги верифицираат, испадна дека тоа всушност и не биле точни решенија. Во овој случај тоа не е така, бидејќи математичарите потврдија дека потврдија, да, во овој случај не е така и дополнително нова да се надоврзам, многу кратко време после оваа објава на OpenAI, Google и неговиот модел Gemini излегоа со тврдење и некои математички
варијанти на тој модел, излегува со тврдење дека и тие успеале да решат уште 6, 7, 8 проблеми од истиот унгарски математичар. Така да, ама ќе имаме некој напредок во сите полиња, ќе се развиваат работите многу побрзо, затоа што ни е од помош, имаме голема процесорска моќ, потоците можеме многу лесно да ги добиеме. Меѓутоа на крај на денот пак ќе се сведе како некоја алатка. Јас не би рекол дека можеме ние да го зададеме проблемот и да оставиме вештачката интелигенција да го реши проблемот за нас. Пак ќе биде тоа некоја група од научници која со помош на овие модели ќе успее да стигне до некое откритие. И ги имаме тие проблеми, например во биологија или во медицина, моделот на AlphaFold кој што успева да открива протеини и слично, така да имаме специализирани модели и во другите области што помагаат работите да одат многу побрзо. Добро, математичарите, оние 150 подпишани на декларацијата, предупредија дека вештачката интелигенција создава убедливи, но често пати неточни докази. Дали вештачката интелигенција греши затоа што не знае доволно, или пак затоа што е премногу самоуверена, мисли дека се знае? Зошто греши вештачката интелигенција ако е вештачка интелигенција, ако ги има собрано во себе сите трудови објавени, сите науки, сите книги? Так, мислам дека е малку од едното, малку од другото. Не би рекол дека е самоуверена, затоа што тоа е малце повеќе човечка особина. Не би рекол дека машината ја има таа особина. Грешењето е во самиот начин на кој што се поставени овие модели. Значи, всушност во позадина на овие модели стојат некакви математички равенки, стојат еден куп бројки, еден куп матрици, вектори, кои што прават оваа пресметка. Секој одговор кој што го добиваме на некој начин е базиран врз овие математички пресметки и некакви предвидувања. Самата вештачка интелигенција, како што кажав во наједноставен пример, пробува да го предвиди тој следен збор и не е свесна, таму немаме свест што точно прави. Него само се генерира ова решение, кое што може да биде апсолутно добро заради знаењето кое што го има, но вештачката интелигенција сама по себе не може да биде свесна, ниту самоуверена, ниту да кажеме дека нема доволно знаење, па тие се причините поради кое што изгенерирала погрешен одговор. Например, студентите на Финки, колку им е дозволено да користат при решавање на одредени задачи на испит или на колоквиум или генерално да користат помош од вештачката интелигенција? Па вака, зависи од предметот. Многу е битно во образованието да не се фрлиме веднаш на користење на модели и вештачка интелигенција, заради тоа што ќе го изгубиме начинот на размислување и поради тоа во оние предмети што се поосновни, би рекол, базични предмети, тука гледаме да избегнуваме користење на вештачка интелигенција, иако студентите користат. Меѓутоа, во понапредните предмети, дури веќе и се охрабрува користењето на вештачка интелигенција, затоа што тоа многу помага да добиете решение во најмала рака побрзо. Ако на испит добиете резултат неточен, како ќе препознаете? Имате ли алатка, вие професорите, кои се занимавате, чија специјалност е машинско учење, вештачка интелигенција, да препознаете дали студентот решавал сам или користел вештачка интелигенција и при тоа резултатот е неточен? Така, значи има неколку работи кои што може да се видат. Е тешко, има и научни трудови и истражувања кои што пробуваат да споредат дали излезот е, ако збориме за програмски код, дали е изгенериран од некој модел или е напишан од човек. Меѓутоа, самиот начин на пишување на програмата од страна на вештачката интелигенција е малку поинаков кога тоа би го пишувал човек. Значи, става малку поголеми објаснувања, често кодот не е оптимален, имињата на самите променливи се малку поинакви од тоа кога би ги пишувал човек, поготово кога правиме мувет кога сте на испит и вие имате ограничено време, затоа што тогаш гледате да ја решите задачата точно во најбрз можен рок. И кај вештачката интелигенција го нема тој притисок, пошто може многу брзо да ги изгенерира овие работи и заради тоа кодовите што ги генерира се малку поголеми, имаат многу поголеми објаснувања, многу често се гледа коти кој што не би требало да биде таму, само заради тоа што
така го разбрала проблемот и се дофрлила некои работи кои што смета дека треба да се там, а не се неопходни. Така, се согласивме дека решавањето на проблемот на научникот Ердеш, овој математички проблем стар 80 години, е на некој начин заеднички научен труд, ако може така да се рече, меѓу вештачката интелигенција и луѓето, и авторите од другата страна. И сега, ако еден ден вештачката интелигенција пронајде лек што може да спаси милиони луѓе, кој ќе биде авторот, кој ќе биде пронаоѓачот на тој лек? Можно ли е тоа да се очекува во блиска или малку подалечна иднина со оглед на брзиот развој на вештачката интелигенција? И јас би рекол дека можно да се очекува, меѓутоа пак се навраќаме, таа вештачка интелигенција некој треба да ја управува. Ако ние не кажеме на машината, еве го проблемот, еве што знаеме до сега, размислувај во оваа насока и пробај да изгенерираш нешто, тогаш машината само ќе се седи и ќе си чека и нема да сработи ништо. Значи ние во овој момент не сме стигнати до момент кај што самата вештачка интелигенција ќе почне да бара проблеми сама од себе и да ги решава тие проблеми. Значи мора да има пак кој ќе некој биде тим. авторот во таква ситуација? Или од друга страна да го свртам прашањето, ако предложи некое решение што ќе предизвика огромна штета, материјална, финансиска или не знам каква, кој ќе биде одговорен? И јас би рекол дека авторот или одговорниот треба да биде човекот кој што ја водел машината, кој што ја водел програмата, затоа што на крај на денот пак се сведува на некакво користење на машина. Мора да постои човек од другата страна кој што го тригернал тоа дејство за да почне машината нешто да извршува. Така да, ако има одговорноста треба да биде на човекот, ако имаме научно откритие, пак може тука би била некаква комбинација, пошто еве сега тоа е и некако во научни трудови да се вклучува вештачка интелигенција, дека помогнала, дека дала некаков придонес. Ние претходно сме имале помош. Значи ние кога сме работеле наука, не било тоа само листи, пенкал, имало компјутер, имало разноразни програми, не сме ги вклучувале до сега во трудови. Може нивниот придонес бил помало тоа што го прават сега овие модели, но мислам дека ова е малце и фама со вклучувањето на самите модели како автори на труд, мислам дека е повеќе да се даде поддршка и да се поддржи оваа фама околу вештачката интелигенција. Меѓутоа, ако ги претпоставиме како би изгледале научните откритија во иднина, со помош на вештачката интелигенција, веројатно одиме во тој правец каде што вештачката интелигенција ќе биде многу голема помош. Сега прашањето е, нели, за врвен степен на интелигенција се смета гениалноста. Може ли да биде гениално нешто што нема свест? Ова не е филозофско прашање, ова е конкретно математичко прашање. Според мене не може. Ќе одат овие модели напред, меѓутоа, пак ќе кажам, во моментов како што се поставени, немаат свест и не може да бидат гениални. Може да комбинираат некакви решенија, може да добиваме помош во самите истражувања, меѓутоа на крај на денот пак ќе се сведе на комбинација на некакви претходни знаења. Така да, барем во овој момент и со оваа технологија која што ја имаме, начинот на кој што се поставени овие модели, јас би ја исклучил таа гениалност. Можете ли како човек кој секојдневно работи со вештачка интелигенција, со машинско учење и со студенти на Финги, да дадете релевантна оценка за степенот на познавање на луѓето во Македонија генерално, кога станува збор за Македонија, и алатките на вештачката интелигенција? Колку во Македонија денес просечниот човек знае што може да очекува од вештачката интелигенција, во која насока да ја користи и колку е потпрен на вештачката интелигенција? Вака се, не знам колку сум јас соодветен за ова прашање, затоа што обично се движам во круговете студенти на информатика и некако сите луѓе околу мене. Некаква анкета? Немаме направено, бар јас не сте учествувале. Да, не сум учествувал во такво истражување. Моје некое лично видување е дека е се уште ниска. Ја користат луѓето, ги користат овие модели, меѓутоа е сведено на начинот на кој што ги користевме претходно пребарувачите, како Google. Поставуваме прашање, добиваме некој одговор. Сега тука е и проблемот што кога користиме Google, ние од Google добиваме само референци и на нас остануваше дали ќе им веруваме и да ги провериме колку е тоа точно. Кога разговараме со вакви модели, како обични луѓе, ние добиваме некој одговор. Колку сме способни да расудиме дали тој одговор е точен или не и колку треба да му веруваме, не знам и мислам дека треба да поработиме малку во таа насока, да ја кренеме свеста,
да ги покажеме можностите на овие модели, но да ги покажеме и ограничувањата и да му кажеме на луѓето дека одговорите кои што ги добиваат би требало да ги земаат со некаква резерва. Добро, на факултетот на Финки, студентите имали нешто што денес мора да го научат, а што пред 5 години не било важно? Со оглед сега повторно велам за галопирачкиот развој на вештачката интелигенција, или нешто што за 5 години од сега не можеме да го замислиме, а што може би се препознава некаде? Така. Ова со иднината е малце тешко да се предвиди, ако се земе во предвид тоа колку брзо се движат сите работи. Оно што пред 5 години не морале да го знаат е како да ги користат овие модели. Сега тоа мора да го знаат, затоа што било кој информатичар мора да знае како да се подпре и како да ги користи овие модели. Начинот на кој што ни ја забрза работата, ни го забрза размислувањето е многу големо. Тоа не значи дека бројот на студенти, на програмери или на потреба од ваков кадар ќе се намали, само значи дека ние ќе бидеме поспособни да развиваме многу повеќе програми за пократко време, да имплементираме многу повеќе идеи. Така да, една работа која што би рекол дека пред 5 години не мора да ја знаат, а сега мора, е начинот на како да користат AI. Затоа што тоа е скил. Не е дека ние го имаме моделот и моделот ќе направи се за нас. Ние сме тие кои што треба да научиме кој модел како работи, да ги поставиме вистинските прашања, да ги даваме вистинските насоки, за да може да добиеме одговор кој што би дал некаков резултат. И во оваа смисла, колку нашите студенти се конкурентни во оваа област? Мислам дека се многу конкурентни. Зборувате само за вашите на Финки? Да, зборам само за Финки, немам допир многу со студенти од останатите факултети, мада пак некој моје лично гледиште е дека и останатите студенти мислам дека се спремни заради тоа што ова е модерно во моментов, многу помага, и од разговори со други колеги од други факултети имам слушнато дека тие користат генерално за довршување на некакви домашни задачи, генерирање на некакви есеи, така да кај помладата популација би рекол дека е ова кренато малце свеста за можностите на вештачката интелигенција е крената на повисоко ниво и се користат. Ако му нарачате на еден студент да ви донесе есеј, ќе препознаете многу брзо и едноставно дали му го напишал ChatGPT или го пишал сам? Веројатно не. Веројатно не, пак ќе кажам, има некои зборови кои што можеби не се очекувани од студент да ги искористи, а вештачката интелигенција ги користи често, некакви дополнителни специјални знаци, така да можеби може да се препознае, меѓутоа ќе биде многу тешко. Баш по предметот компјутерска етика заедно со професорката Здравкова имаме ние правено експерименти, таму баш студентите пишуваат есеи со помош на вештачка интелигенција, па делевме групи без вештачка интелигенција, со вештачка, хибрид, правевме некакви споредби. Би рекол дека може. Кој даде најдобри резултати? Хибрид групата? Хибрид групата дава секогаш најдобри резултати, затоа што се подпирате на вештачка интелигенција, меѓутоа ја правите и вие таа проверка. Човечки. Добро, дали Македонија има доволно кадар да го фати овој галопирачки развој на вештачката интелигенција и да не заостанува, да не каска? Ако ги тргнеме настрана професорите на Финки, професорите на некои факултети други. Јас би рекол дека има. Не е толку проблем кадарот кога збориме за вештачка интелигенција, повеќе се проблем самите ресурси. Затоа што овие модели побаруваат прилично големи ресурси во смисла на хардвер и потоа нормално електрична енергија, ладење за сите тие модели. Во превод што најмногу недостига? Знаење, пари, инфраструктура, инвестиции во наука? Знаење мислам дека имаме, знаење мислам дека имаме, затоа што знаењето е достапно, можеме да го собереме. Са овие три работи некако се поврзани. Инфраструктура, пари, тие работи се поврзани едно со друго. Мислам дека одиме напред. Ние пред неколку месеци лансиравме еден проект Везилка, кој што представува антена на поголем европски проект. Значи, Европската унија веќе финансира во Европа да се создадат вакви центри, големи центри кои што ќе имаат голема пресметувачка моќ, за да може ние од Македонија, македонски компании, македонски институции да ги користат тие ресурси, така да би рекол дека малку по малку фаќаме чекор. Добро, Везилка ја спомнавте, дали Везилка може да биде базата
на нешто по што Македонија би станала препознатлива во иднина во некоја специфична тесна област на AI? Не би рекол тесна област, меѓутоа може. Во што би се специализирала целта. Македонија кога зборуваме за вештачка интелигенција? Што е најсилниот адут или така да го преведам? Најсилниот адут е знаењето. Значи ние тука имаме луѓе кои што сериозно се разбираат и добро се подковани теоретски за начинот на кој што работи вештачката интелигенција. Меѓутоа не е само тоа. Ние треба да научиме како таа вештачка интелигенција да ја користиме. Моделите ќе бидат таму, без разлика дали сме ги развили ние или некој друг. Колку сме способни да развиеме наши модели може да биде малце проблем, затоа што кажав, потребно е инфраструктура, меѓутоа овој проект може да придонесе да се расшири таа свест и да им се помогне на компаниите и на државните институции, па и на обичните граѓани да стигнат до некакви ресурси и да ги пробаат можностите на оваа вештачка интелигенција. Професор Бојан Илиевски на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на емисијата Да си кажем. Ви благодарам и вам. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието. Останете на програмата на Телма и имајте убав ден.